Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме, ќе зборуваме за Kinship Academy, тоа е поранешен СИВУС, едукативен и развоен центар, специјализиран тренинг центар за посредно стручно образование, кој повеќе од 13 години ги воведува студентите во светот на IT преку академски и сертифицирани програми. Тие сега имаат два проекти, две работи за кои што зборуваме. Едното е Детската академија која таму постои, а другото е Challenge Day. Тука ги имаме во студиото Славица Милошевиќ, која е продажен менеджер во Kinship Academy, одговорно лице за Challenge Day, како и Христина Пецева, координатор на Детската академија iThink. Добре дојдовте во студио 10 за двете. Ќе зборуваме за овие работи кои се наменети за децата и за младите, многу важни. Па еве да почнеме со Challenge Day. Што е тоа Challenge Day? Што представува и што ќе се изведува во неговите рамки? Challenge Day за нас представува еден многу битен и многу убав проект, каде што преку стипендиите кои што ги доделуваме имаат можност сите лица кои што се чувствуваат спремни да се пробаат, да се тестираат, имаат одредена креативност во себе, да дојдат и да се пријават за една од нашите IT академии или дизајн академии, каде што преку стипендиите до 70% ќе имаат прилика да учат кај нас. Кои се предуслови во смисла на возраст на оние кои сакаат да се пријават, во смисла на претходни знаења, можеби имали некакви предуслови? Нема. Сите кои што се осеќаат спремни, немаме ни годишна граница. Заради тоа што кај нас има, се збориме за возрастните академии, кај нас има од 17-18 па нагоре. Сме имале студенти дури на 55 години. Значи, буквално секој кој што се осеќа спремен и има доволно знаење да конкурира за одредена академија која што имаме, може да дојде да се тестира. Како ги добиваат стипендиите? Сите што се доброто е што сите кои што се пријавуваат добиваат стипендија, но рангот на тоа колкава ќе биде стипендијата зависи од знаењето и креативноста што ќе ја покажат. Да, ќе зборуваме за Challenge Day-от уште, одеме на Детската академија. Пецева, што е тоа Детска академија? Што представува таа во рамки на вашата компанија? iThink всушност е прва и единствена IT академија во Македонија, наменета за дечиња на возраст од 8 до 14 години, која што низина главна цел е поставување на основните темели од областа на информатичката технологија и IT индустријата. За прв пат iThink е имплементирана во 2016 година и сега всушност ова ќе биде 9-та генерација на дечиња кои што ќе ги примиме кај нас нели од 1 октомври. Со тоа што низ овие 8 изминати години кроз неа поминале над 600 дечиња кои што се стекнале со знаење од оваа област. Да, претпоставам дека како што вие велите стекнување на базични знаења, дека после тоа овие деца веќе на 14 години не се деца кога ќе поминат, нели, веќе тоа е едно, веќе зборуваме за тинејџери, дека ќе стекнате на солидна основа, ајде да речеме, за IT технологиите и доколку сакаат да продолжат понатаму, дека би им било доста полесно. Па да, интересно за оваа академија е тоа што самата академија опфаќа доста различни гранки, односно теми од IT индустријата, како што се програмирање, дизајн, гейм дизајн, и дечињата буквално во оваа академија се пронаоѓаат, односно точно кога ќе завршат самата академија, точно знаат што сакаат понатака и нели на која гранка да се насочат. Да, добро, кога зборуваме за Challenge Day, можеме ли малку да го објасниме што тој, еве, бидејќи оние кои би сакале да се представат, да се пријават, да добијат одредена представа за тоа, што ги очекува таму, еве, што ќе се случува таму? Имаме одредени денови во кои што се одвива Challenge Day на 19 и на 21 нареднава недела, односно оваа, каде што во одредени термини доаѓаат и се преувате. Сега што ги очекува? Ги очекуваат прашања од областа која што е избрале, како што споменав, значи сите академии кои што ги имаме кај нас, зависно од тоа, нели, каков интересот и што би сакале да се насочат, имаат можност да се пријават и да полагаат. Прашањата се 50% логички, 50% од браншата за која што сакаат да се тестираат. Значи, доколку предпоставам дека
влегувате потоа во програмата доколку ги поминете прашањата и тестовите. Затоа спомнав дека сите добиваат стипендија заради тоа што секој кој што доаѓа се пријавува добива одреден процент. Максимумот е 70% на стипендирање. Но нормално тие кои што со повеќе спремни добиваат поголема стипендија. Значи во однос на тоа какво знаење ќе покажете? Во однос на тоа какво знаење, да, и зашто константно го спомнувам и креативно заради тоа што и академиите за дизајн се врз база на задачи каде што тие што доаѓаат да полагаат за академиите за графички дизајн, веб дизајн, UI UX имаат одредени насоки и темплети како треба да изработат одредена задача каде што треба да покажат убава и креативност, не само и знаење. Да. Кога зборуваме за детската академија, како што не информиравте, таму следуваат одредени новитети. За што се работи? Да, оваа година за прв пат ја формиравме и англиската група. Тоа значи дека дечињата од basic нивото, тоа е всушност и основното ниво, ќе имаат за прв пат шанса да ја следат наставата на англиски јазик. Нешто што исто така не е толку ново е минатата година отворивме и IT Охрид. Тоа значи дека дечињата од тој регион ќе ја имаат можноста да ја следат наставата со физичко присуство и во Охрид. Наспроти новитетот што е оваа година, би кажала дека традиционално секоја година организираме и Open Day. Тоа е всушност отворен ден кој што се организира во просториите на едукативниот центар и таму може да дојдат сите оние родители и дечиња што сакаат да дознаат нешто повеќе за самата академија, да се запознаат со дел од тренерите и асистентите на истата, да видат во какви услови дечињата учат и работат. Па од тука ги поканувам сите оние заинтересирани да дојдат во среда ни е настанот, на 18 во 18 часот во просториите на IT академијата. Дали досега како имаше ли доволен интерес за детската академија досега во годините, очекувате ли повторно и дали тие деца се деца кои веќе имаат одредени предзнаења во IT? Сега е малку тоа, може би релативно да се праша, нема кое дете не користи телефон, таблет, не гледа на YouTube, не игра некакви игрици, претпоставам дека такви деца нема, но сепак верувам дека постојат одредени кои имаат можеби малку понапредни знаења и помалку. Значи, какви деца доаѓаат и дали има интерес? Да, интересот секоја година мора да се пофалиме дека е се поголем и поголем. Фактот што 95% од дечињата кои што го поминуваат првото ниво продолжуваат во наредните две нивоа, говори за тоа колку родителите всушност дечињата се задоволни од самата академија. Кај нас наставата се одвива во доста пријатна атмосфера, значи гледаме да самата настава изгледа поразлично од она во училиште. Сепак ова е еден IT свет каде што традиционалното учење и не е баш така застапено. Часовите се формирани со доста голем број на квизови, игри, вежби, задачи, кои што според мене се доволно добри причини за да дечињата доаѓаат секоја година во се поголем број кај нас и се запишуваат. Во однос на возраста, сепак ова е една основна академија, Basic академија, пошто сепак станува збор за дечиња на возраст од 18 години, нели колку може да имаат некакво предзнаење предходно. Така да со оваа академија ги поставуваат нивните основни знаења и учења за воиднина. Да, во однос на спомнавте одредени нивоа. Кажавте два нивоа, ми се чини. Какви се тие нивоа? Што значат тие нивоа? Вака, всушност, IT академијата, дечињата во неа се стекнуваат со познавање од IT индустријата низ три нивоа. Тоа се всушност три последователни години. Станува збор за Basic, Advanced и Upper. Basic нивото е основното базичното ниво, каде што дечињата ги поставуваат основните темели за нивната понатамошна работа и знаење.
Advanced нивото е понапредно ниво, во кое што се изучува тематиката на дизајн, учат кроз алатките Photoshop и Illustrator и учат на алатката WordPress како треба да се направи да изгледа една вистинска и реална веб страница. Интересно за ова ниво е тоа што дечињата по завршување на ова ниво треба да имаат подготвено една реална веб страница која што понатака ја подаруваме на општествено одговорни организации за да нели они ја работат понатака. И последното ниво е третото ниво, односно апер нивото, во кое што се изучува комплетно како да се направи да изгледа една видеоигра по замисла и идеја на самото детенце. Колку години трае сето ова? Овие да Ова речеме се всушност 3 последователни години, 3 нивоа, значи доколку детенце се запише на 12 години, целокупната академија комплетно ќе си ја има завршено на негови 13, реков првично? 14, мислам, да, значи на 17 ќе има комплетно завршена целата академија. Има ли препорачана возраст? Претпоставам дека има од до, но има ли препорачано кога е најдобро, еве да речем? Според праксата или според... Па со оглед на брзиот развој на индустријата и технологијата, нашата препорака е што порано да се запишуваат децата за да нели бидат порано во тек со сите случувања. А која беше долната граница? Од 8 години. Од 8, значи од 8 веќе може. Да. Добро, во однос на Challenge Day-от ги спомнавте стипендиите, претпоставам дека тоа е нешто што најмногу ќе ги интересира оние кои одат на Challenge Day-от. Како потоа оние можат да аплицираат за тоа, доколку ги поминат условите? По завршување на Challenge Day-от ги контактираме да ги известиме нели за резултатите кои што ги имаат достигнато и зависно од процентот кој што го имаат добиено, одлучуваат дали таа стипендија сакаат да искористат или не, но единствен услов е таа стипендија што ја добиваат да се искористи во учебната година која што започнува, односно доколку полагаат сега, треба во генерацијата што почнува оваа година да ја искористат. Која ви е праксата до сега во однос на тоа што покажува праксата, дали сите кои го поминуваат потоа ги користат стипендиите? Има ли некои 80% од тие кои што нормално тие што добиваат највисоки стипендии секако дека ги прифаќаат, генерално останатиот дел да, во просек 80% од лицата кои што полагаат и понатака и се запишуваат по Challenge Day. Значи најчесто се запишуваат. Имаме ли некакви значи тие што не ги прифаќаат, зошто не ги прифаќаат? Зошто не продолжуваат понатака? Па претпоставувам дека е ради тоа што или очекувањата им биле поголеми за резултатот кој што ќе го достигнат или едноставно во моментот тоа што го направиле не им е доволна можност како помош од наша страна финансиски што го покриваме за да можат да се запишат, но сме имали случаи каде што не се запишале генерацијата која што требало да почне, но понатака ние ги известуваме кога имаме нареден Challenge Day, се спремаат, доаѓаат, пак полагаат, добиваат поголема стипендија и се запишуваат. Значи добиваат и втора шанса, не е тоа дека... Па споради тоа што ние секоја година традиционално го правиме, секако тие кои што не успеале да се запишат или не успеале да постигнат поголема стипендија, секогаш ги известуваме и им даваме повторна шанса да дојдат доколку сакаат, а тоа и се случува многу често. Да. Добро, кога зборуваме еве за децата, за оние кои ќе ги завршат сите нивоа, кој е потоа фидбекот кој го добивате од овие деца? Во смисла, доколку сакаат да продолжат и на академијата, се разбира, на понатамошно образование, што добивате од овие деца кои ќе ја завршат IT академијата? Па како што кажа, фидбекот од самите родители и дечињата е генерално добар и убав, што нас не представува нели особена гордост. Со тоа што дечињата комплетно ќе ја завршат оваа IT академија, значи имаат насока понатака да точно знаат што сакаат и дали сакаат да се запишат во некоја од возрастните академии што ги имаме, што колешката Славица ги објаснуваше. Така да по завршување на оваа академија точно знаат дали сакаат програмирање, дали сакаат дизајн, дали сакаат да учат мрежи можеби, софтвер тестер и многу други теми и насоки.
Да, во однос на Challenge Day-от, за кои академии се организира настава? Кај нас, мислам, генерално е поделено во два сегменти, IT академии и дизајн академии, кои што нормално опфаќаат и IT аспекти. Во делот на дизајн веќе наспомнав некои, графички дизајн, веб дизајн со фронтенд, UI UX, 3D, додека пак во делот на IT ги имаме софтвер тестер, програмирање, мрежи, security specialist, мислам дека не испушта. Да, тие не се. DevOps? Не, немаме DevOps. Advanced. Ајде малку да поразговараме за вашата работа, за програмерството во генерални рамки, ајде да речеме, кога зборуваме за тоа, бидејќи тоа е крајната цел кон која сите овие сакаат да ја достигнат, се разбира што се запишуваат и на детската академија и на детската академија и на потоа и на другите академии. Кога зборуваме за ова, мислам дека еден од главните проблеми не само во програмерството, тоа е во сите образовни процеси е праксата, бидејќи имаме, сега не зборувам за вас, туку кога зборуваме за тие проблематики, имаме премногу теоретска настава, премалку пракса, па студентите кои ќе завршат се соочуваат, потоа не се доволно подготвени за работа. Дали е тоа еден, ајде да речеме, од главните предизвици во вашата индустрија? Значи, сега немаме конкретно за... Да. Можете и да се надополнувате, може и да одговарате како сакате. Повелете. Доброто е што на сите академии кај нас имаме пракса. Односно, во текот на учебната година нормално прво се започнува со теоретски дел, каде што мора да се стекнат со основните знања за да отпочнат со практичен дел, но во текот на посебно вториот семестар најчесто се започнува директно со практична работа, каде што работат за клиенти, работат на реални проекти, каде што тоа им влага во CV. И лицата кои што искачаат кај нас на академијата веќе се спремни за да можат да одат чекор напред во една работна средина, да пробаат да аплицираат за работа. Помагаме и ние во процесот на вработување, но нормално низ нашите врати поминуваат годишно 500 плюс студенти. Во одредени рангови можеме да помогнеме повеќе, во одредени рангови помалку, но никој не е останал без одредена поддршка од наша страна, на страна од тоа што работат посекако не на реални проекти и имаат веќе пракса вклучена во текот на учењето на академиите. Добро, кога ќе заврши студентот академијата целосно, зборуваме за сите нивоа, дали таа пракса која ја поминал низ академијата на некој начин после му влегува во CV-то, дали потенцијалните вработувачи го гледаат тоа? Да. Како е за возрастници? Добро. Да, го гледаат и имаме посебно кај партнерските компании, зашто нормално ние соработуваме и со компаниите, ни бараат дури, да кажем, целосен репорт на студентот, каде што ни бараат и проектот кој што е завршен да го видиме, и нивното CV го бараат, и оценки од тоа како котирале на самата настава. Каде што нормално после тоа, по праќање на тој список си компаниите си избираат врз база на нивен некој ранг кого би избрале да повикаат на интервју. Но ние праќаме целосен репорт и следиме се што се случува за студентот од првиот момент кога почнува со настава до неговиот завршеток. Имаме ли имаме ли некои академии или насоки, ајде да речеме, за кои има поголем интерес, за кои има помали, и како тоа се движи? Зошто за некој би имало поголем, за некој помал? Дали тоа е поврзано со некаква атрактивност во индустријата, дали е поврзано со, не знам, со подобри услови за работа или не знам? Индустријата секогаш флуктуира во смисла на тоа дека секогаш за одредена индустрија ќе има повеќе барање, за одредена помалку, зависно во моментот што е актуелно. Неблагодарно е да истакнам одредена... Тоа флуктуира, значи не е секогаш константно, да речеме? Не е секогаш константно, заради тоа што зависи од моментот какви барања има за вработување од страна на компаниите. Неблагодарно е да истакнам дека одредена индустрија има повеќе, одредена помалку, заради тоа што
повеќе од 95% од нашите студенти се вработуваат, некои во текот на учење на академијата, некои одма по завршување, некои максимум до година од завршувањето, се зависи од моментот на барањата на пазарот, какви се зависно од браншата што имаат завршено. Така да, јас би кажала дека за секој има место во одреден момент каде што би почнал да работи, само некогаш треба малку повеќе трпение и истреност. Има ли преференции кај студентите? Например, што покажува вашата пракса, дека како на останатите факултети, сегаш имаме одредени факултети на кои има поголем интерес, на некои кои има помал. Дали кај вас е така и од што мислите дека се движат тие преференции? Дали тоа се движи според, ајде да речеме, леснотијата на одредена област, дали можеби мислат дека нешто е полесно од друго, или можеби според ова што го зборуваме, според атрактивноста понатамо и можноста за вработување? Влијае и профилот на личноста која што се запишува во моментот каде се пронаоѓа најмногу и што би им лежало да го учат, а во исто време влијае и во моментот на пазарот на труд што се бара најмногу, но еве да истакнам дека секоја година најбројни ни се програмерите, после нив се софтвер тестерите, зашто некако тој тренд некоја година помалку, некоја година повеќе, ама секогаш со истото темпо функционира и секогаш тие ни се во бројка како најистакнати во однос на запишани студенти. Најверојатно тоа го диригира и трендот на пазарот и можноста за тоа дека понатака имаат многу отворени врати да се доедуцираат во сите, пак ќе кажам, неблагодарно да издвојам, во сите гранки има константно нови апликации, нови програми, нови јазици кои што се појавуваат на пазарот и независно за која академија да се работи, студентите независно што завршуваат кој нас треба да останат во темпо со тоа што е тренд на пазарот и треба да се едуцираат. Но да ги издвојам програмерите и софтвер тестерите како најбројни секоја година кај нас на академиите. Да. Вие кога зборувавме за IT детската академија, вие самата спомнавте дека таа помага за децата да се пронајдат отприлика каде сакаат. Претпоставам дека тоа е доста важно. Некогаш можеби така е во сите области, не е само во IT индустријата и не знаеме баш што сакаме додека не дојдеме во допир со материјата. Да, тоа е интересно за оваа академија што навистина опфаќа голем број на области и дечињата во текот на сите тие 3 години, односно 3 нивоа, ќе поминат ни сите тематики и области и ќе знаат точно под нејзино завршување ќе знаат точно што сакаат и каде понатака да се насочат. Кога зборуваме за овој IT сектор, мислам дека можеме да кажеме дека е прилично модерен во последно време поради примањата кои се подобри, да речеме, од останатите сектори, но и поради потребата. Сега гледаме дека можеби и тој пазар флуктуира на некој начин, претпоставам дека е поврзано и со економската криза која владее и на континентот и со превирањата во IT индустријата глобално во целиот свет, но сепак ми се чини дека прогнозите дека тука веќе нема назад, дека едноставно невозможно е веќе тоа да прекине, бидејќи не постои сегмент од животот, од технологијата кој не е поврзан веќе со некаков софтвер или со IT индустрија. Точно. Затоа да се надоврзам на тоа претходно што кажав, студентите мора да се константно во тек со новите јазици и апликации кои што се појавуваат, па и со новите трендови кои што генерално се случуваат, artificial intelligence, дигитализација, значи нема стоп, значи цело време има некои нови работи кои што се појавуваат и за да независно дали се студенти генерално во IT светот, сите мора да се во тек со се што се случува за да и они не заташкаат во процесите и одат константно напред. Да, ако порано беше тоа, да речеме на факултетите право и економија, па имавме сега и IT сектор, па добивме тогаш една, да речеме, хиперпродукција на правници и економисти кои потоа не можеа баш сите да се вработат. Постои ли ваква
опасност, ајде да речеме во наводници, за IT секторот, за хиперпродукција на IT кадри. Значи не зборувам само за кај нас, знаеме дека да речеме Индија има една огромна продукција на IT кадри, создава силна конкуренција во светски рамки. Дали мислите дека може да се појави ваков тренд и во IT индустријата, значи да стане премодерно, препожелно, да добиеме премногу студенти и на крај да добиеме една хиперпродукција? Па, кажи слободно. Не. Да, слободно не дополнете, се ви кажав, да, прашањата не се одредени за никого, да. Според мене IT пазарот, барем тоа е моје мислење, дека не може да се презасити од кадар, од причина што технологијата секојдневно оди напред, излегуваат нови работи, развојот стварно се движи со светлина на брзината, и се повеќе и повеќе ќе бидат потребни такви кадри. Ако до пред некоја година ни беше научна фантастика, првосмукалка робот, тоа денес веќе ние нормална работа сите ја имаме по дома, така што сите тие работи треба некој да ги измисли, направи, спрограмира и слично. И според мене на овој пазар мислам дека нема да дојде до презаситување. Да, значи мислите ли исто дека IT кадри ќе бидат се повеќе и повеќе потребни, дека нема, да речеме, дека тие што ќе се решат навистина да ова да го учат и да се посветат, дека нема да имаат проблем за вработување? Да, посебно пак ќе се навратам заради тоа што во процесот на учење, за кај нас конкретно, во процесот на учење пробуваме да им доловиме на студентите и што значи една работна средина, работа во тимови, проектите што ги спомнавме, реални проекти за клиенти, каде што клиентите понатака дел од нив, дури нашите студенти во текот на академијата се ги зимаат и се ги вработуваат. Нормално е да го има тој тренд на растење на ваков тип на профили на пазарот кои што ќе се појавуваат, но како што спомна и колешката, не може да се случи презаситеност заради тоа што само напред иде светот во однос на дигитализација, artificial intelligence и све останато кој што следи, а за се тоа ние стоиме позадински и тоа мораме да го направиме. Така да. Добро, еве едно генерално прашање, каков е квалитетот на IT образованието во Македонија? Сега не зборувам само за вашата академија, споредбено еве со западните земји или со земјите каде што тоа е на доста високо ниво. Сега барам компарација во смисла како и секоја компарација што ја правиме во сите области, нели? Сега за IT секторот зборувам. Водејќи се според тоа дека сега пак морам да го гледам од наша гледна точка, нели, кај нашите студенти, водејќи се според тоа дека на годишно ниво па може 50% од нашите студенти дури во текот на студирањето веќе одат надвор и странски компании, ги вработуваат паралелно на тоа и лица не само од Македонија, пошто не имаме онлайн академии, од странство се запишуваат кај нас на академиите кои што не се на англиски јазик, можам да кажам дека имаме квалитет во тоа што го правиме. Зборам не само ние, туку генерално квалитетот го има во Македонија, само треба да секој да си го пронајде патот. И претпоставам дека на крајот на краиштата секого индивидуално ќе издвои квалитетот, како и во секоја друга област. Да, во секоја компанија до сега со која што ни се барал профил за вработување, не го гледаат толку CV-то колку што го гледаат проектот, активноста, значи тоа што е сработено за да се види знаењето пред се. Всушност, да. Да. Добро, ви благодарам Славица Милошевиќ, Христина Пецева од Книшев академијата, ви благодарам за разговорот. И со ова го завршуваме и ова студио 10, почитувани гледачи, ви благодариме на довербата, на вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.